Една од препораките и од амбасадорот беше дека верува дека ќе се одржат примери на законот ќе се доноси. Добро, јас верувам дека законот ќе го донесеме. Верувам дека проценката на Заводот за статистика ќе биде конечна. Прво е многу важно до крајот на годината законот да го донесеме. Дали ќе има попис 2020 или 2021 година, законот треба и мора да го донесеме, заради тоа што пред пописот успешно помина и државата мора да го има. Пописот, ја видов изјавата на амбасадорот Жбогар, тој апелираше законот пред се да се донесе, а одлуката е 2020 или 2021 година. Знаете дека и опозицијата имаше забелешки, дајте да се одложи пописот. Сега веќе кога одлучивме консензуално изборите да бидат 2020 година, односно во април 2020 година, тогаш ќе губиме пролетта за одржување на пописот. Јас овие денови очекувам стручна анализа од Заводот за статистика да ни предложи до владата како тие гледат на одржувањето на пописот, односно едната опција есента 2020 и другата опција одложување за 2021. Како ќе предложат стручно тие, така и ќе испочтуваме согласно нивните препораки. Колку е можно да се одржат изборите? Вашиот коалиционен партнер Аркан Груби пред неколку дена кажа дека зависно од процесот на ратификација на протоколот за НАТО, можно е сериозно можно да се одложат изборите. Јас не ја гледам таа можност, заради тоа што прво не очекувам одложување на процесот за ратификација на НАТО. Ние договоривме и го замоливме сите политички партии и од коалиционата влада и од опозицијата заради консензуалното одлучување за датум на избори 12 април. Јас од името на сите го замолив претседателот на државата да искористи уставната можност за распуштање на парламентот, која што му е дадена меѓу 45 и 60 дена од изборите, да го распушти парламентот на 45 дена, како би го добиле и цел февруари, буквално до 26 февруари, ако не се лажам во пресметките, да биде функционален парламентот, заради тоа што очекуваме и нашиот парламент секако да направи ратификација на протоколот од НАТО и со тоа ќе биде заокружено полноправното членство. Имајќи во предвид дека Шпанија има на 10 ноември избори, не останува декември цел, јануари, па дури и февруари да се завршат ваквите постапки. Јас верувам дека ќе завршиме пред се да и посакаме успешни избори со успех во формирање нова влада на пријателска Шпанија. Секако тоа на 10 ноември ако успешно го завршат, верувам, се надеваме сите дека го завршат, веднаш ќе стапиме во контакти да ги видиме нивните пресметки, проекции, кога би можело парламентот да ја дозаврши постапката. Тамо на влада е поминато, очекуваме парламентарната постапка да биде завршена, а секако и нашиот парламент има можност сето тоа да го заврши до периодот кога е предвидено за распуштање на парламентот.